Здраво на сите, јас сум Николај Георгиев, а вие гледате првата епизода од серијалот Гимназиски муабети, кој е дел од Младинското радио. Денес сме со членовите од бендот Sinful Glare, Бојан и Петар, добро дојдовте. Тие се пионери на метал музиката и малку ќе се запознаеме со нив и со нивната музика. Фала што викна. Фала на поканата. Реков дека сте пионери на метал музиката. Нешто околу метал музиката, дали може да јасните каков вид на метал музика свирите и зошто тој вид воопшто? Свириме најпретежно death metal музика. Најдам инспирација ни е бенде како Гожира, некој death бендот и Македонски групи. и македонски групи, да. Мизантроп, Мамут. Добро. Инспирација. Нешто околу почетокот, да се вратиме назад. Што мислите? Не што мислите. Околу почетокот, како започнавте вие како бенд? Кој го даде името? Која да е самата иницијатива се направи бендот? Колку членови сте, бидејќи не се сите денес тука ледени? Не ни учат некој тука? Да. Имам еден што е бив ученик на гимназијата, тој ни е басиста Филип. Иницијатива дававме јас и Петар. Свиревме порано заедно двата. Не во група, туку така двата со гитарите. На мајтап, не сериозно. Дали уште на мајтап свирите како бендот? Дали мајтап вие бенд? Мислам дали како забава ви го сватате бендот? Па Може да се рече. Може да се рече, ама и не толку. Ти сакаме пример албум да сниме, да свајаме наши песни, што тоа е посериозно веќе. Да. Иницијативата, како што реков, ја дадовме јас и Петар. Ги најдовме, првично имавме друг табанар, сега имаме замена најдовме. Новиот табанар Александар, поздрав за него. И свириме од минатото лето, веќе година и 6 месеци. И 6 месеци има, да, кај што постои групата. Како кога формиравте групата, какви беа вашите визии за самиот бенд? Како изгледа самиот бенд и тоа што го свирите? Поради тоа што сепак во доаѓате од средина каде што метал музиката не е многу фаворизирана, сепак се слуша разна српски музики или знаеме какви музики се слушат. Што мислите, дали се сеќате на некој начин поинаку поради тоа што свирите метал музика? Пред да почнеме да свириме, немавме некоја цел или желба. Нормално се сон ние да свириме на некои големи фестивали во странство, да одиме на турне албуми, да вадиме таква работа. Ама јас барем лично првично го правевме проби, бев ќајфој што може свирев во живо со вистински музичари, со вистински тапани. Беше многу интересно, јако свиревме туги песни. Сега се фокусираме само на авторско. А тоа што не е многу слушано, не мора да е слушано и уметник кој ќе прави некој дело, нема е цел да биде сватен од сите. Исто и ние кој ќе правиме песна, тој што сваќа што го бендисва убаво, тој што не го бендисва, не мора да слуша. Да, и така на некој начин добивате некоја лојалност од фановите, Да. тие што се стварно лојални кон таа музика. Сакат музиката и посветени се. Да, свирките. Кога зборуваме за фановите, вие рековте дека имате настапувано повеќе пати во разни сцени, на повеќе концерти. Што мислите, на која возраст од прилика се движи публика? Дали имате возрастни луѓе или врсници, па дури помали од вас што метал музика? Најчесто се на наша возраст, гледаме деца на наша возраст, ама има и постари луѓе, некои такви стари рокери, некои што идат да запознаваат нови бенди. И Општо на метал свирки се помлади деца. да, ама има најчесто се на наша возраст. Кога зборуваме за стари рокери, са ништо против паркети, ама многу позрели се тие како бенд. Што мислите, дали сакате до толку долго да одржите бендот како сепак и на нивни години да стапува? Дали тоа ви е планот? Пелти да не. Кога да продолжиме околу тоа што настапувате на народни сцени, што мислите за работката од настапувањата? Дали ви е битна ваша заработка? И може би, ако сакате да откриете колку или... Не е битна, а и срамота е да кажеме колку е мала. Да, Ама и добро. сепак, ако ги гледаме парите, нема далеко да стигнеме. Не го правиме битно за тоа. парите. Реков дека снимате оригинали, дека вашата тематика е оригинална, вашите текстови имате, мислам, нов албум. Ке планирате да извадите нов албум. Моментално се снима. Реков дека пишувате оригинални дела и дека имате планови да извадите нов албум. Тоа ќе прашам и подоцна за него. Но прво ја прашам за вашите текстови што пишете о песните и од каква тематика се истите. И може нека песна да кажете што имате план да напишите и каква тематика има истата.
За тематика некоја конкретна на песните немаме. Постојат некои бендови што прават концепт албуми. Тоа е на пример цел албум се базира на една тема и си песните како што кажуват нека приказна. Не е нашиот, барем овој првиот не е таков албум. Пишеме песни за нешто што наоѓаме ни интересно, што ние сакаме да услушаме. Неправда, тага, депресија, Да. нервоза. А за тоа со коридори што беше како си кажеш песната? Имаме песна што се вика Коридори на муката, таа е за не е правда да си подчинет од Општество. не од општеството, ама од некој што може да се рече дека е над тебе или нешто. Како Да се вара значи не правда, како да. мизантропска песна, туку како нешто кон повисоките класи, така нешто. Така нешто. Да. Говорат. Околу плановите за вашиот нов албум. Кога кажавте вие дека вашиот албум нема би тематика кој е една поврзана со како еден круг во цел албум како една приказна. Кој е планот за се како ќе почнете да опишете тој албум или дали ви е почнат воопшто? Албумот е скоро готов. На нашиот начин на направење песни, обично јас ќе снимам дома гитари за песната и некакви почетни тапани, па на проба ќе му покажам што снимив и сега ти си дај некое свое влијание и ќе се оформи некоја групна песна заедно, заедничко правена. По недела две ќе си направи текст и веќе добива карактер песната. Спомнав за опрема дека ти си гитаристот и ти си пеачот во групата и исто така и ритам гитара. Сега, дали му е потребно на некој музичар добра опрема за да има добар концерт или само доволно е музичарите да се добри? Ако нешто не звучува, никош не е допремата, сакаш да човек. Најчесто. Барем за инструменти, се некој ще се погоди лошо звучување и кој сака некај не могу да звучи. Ама претежно може и кој било да почи со каква е била према. А со новиот тапанер кој е во бендот, дали може би му е тешко него да се вклопи во бендот и во вашиот како бендовен морал, бидејќи кога ќе имате концерт, има сепак некоја хемија меѓу членовите и знаете прилика телепатски се разберите со некој работи. Дали имате некои потешкоти околу тоа за некој Баш спротивно, јас мислам дека тој многу побо се вклопи со нас отколку минатиот. Се вклопи многу во групата. Општо поќе му одговара музиката со стилот на тропање. Еден музичар рече дека секогаш е битно сите членови на групата еднакво да работат. Дали ако видите дека некој работи повеќе во групата или некој помалку работи во групата, како ќе му приде на тој проблем? Дали ќе На некој начин автоматски се реди работата во групата. Ако некој пример сам ќе ги прави песните, останатите членови од групата за друго ќе се организираат за организирање свирка или не знам стикери кои ќе печатиме, јас не ги печатам на пример. Некако се дели, не испаѓа еден да работи, другите да чекат или да гледат. Не, ние баш не представува тоа некој проблем, туку поќе како мотивација, ако некој прави нешто, ќе си речеш јас да направам нешто поќе за да придонесам. Значи секој си има своја одговорност во бендот. Дали мислите дека привлекувате, дека од кога го направивте бендот и кога настапувате, дали мислите дека од јавноста привлековте повеќе внимание кај женските или кај женските? Дали мислите дека имате повеќе влијание кај нив? Не сме ние нешто познати, славни, ама вака на Дали ви е тоа цел? Дали ви е тоа цел за женското внимание? Дали ви е цел општо? Зошто би било? Не е Општо вниманието е цел. целта е. Дали машко или женско нема врска. Со секоја свирка расте публиката. Дали мислите дека мотивот за која публика дали мислите дека мотивот за тоа која публика да ја задоволите е битно или само битно е вие се забавувате и да речеме концертот да биде успешен или албумот да биде успешен? Најчесто кога се прави музиката за тебе да ти ува и сам да се задоволиш, ќе му е на одредена група исто така ува и ќе му се слуша, ќе бенди ќе те следат просто. Ако е нешто од оригинално Кој е се гледа, автентична кој е песната, автентична, да. публиката наоѓа начин да се асоцира со музика и да си ја свати лично. Да, значи вие сметате дека вашите чувства со вашата публика треба да се синтетизираат во едно нешто и тоа подобро ќе биде концертот. Не мора да значи. Поентата на музиката и на уметноста општо е секој си има сопствено сваќање, секој Своја поинаку интерпретација размислува на за песната, песната. да. Дали сметате дека за некоја песна може да
да речеме се прилагодите, да го смените жанрот може и малку за сепак ако тематиката на песната е многу моќна според вас, дали може да смените место метал да биде некој друг жанр да речеме или да речеме металкор или нешто помеко. Се е метал, ама различни варијации на метал. Може да се рече така, секоја песна фаќа некоја друг поджанр на металот. Не се сите песни дет метал или сите песни треш метал, секоја е малце различно. Сваќам. Дали вие рековте дека Гоџира ги почитувате како бенд и ги гледате како некој еден пример за како треба да изгледа добар бенд. За вас кој мислите дека е некој добар бенд со кој што сакате да делите сцена или да му сте предгрупа ако сега? Светски или Од светски рамки, од македонската естрада можеби. И на која сцена да речеме, на кое место сакате да настапувате? Што знам, со Гоџира би било многу, во Металика кој било ке речи. Има поќе така групи што заедничко како група ги поштоваме колективно. И за крај каде можеме да ве најдеме, каде на социјалните мрежи? Ако На имате Инстаграм може да најдете и на YouTube моментално, Sinful сегде, кој ќе го објавиме албумот на поќе места, на Spotify би требало да ни например. За сега има 3 демо песни за слушање. На YouTube. На YouTube, да. Right. Фала на гостувањето и мило ми е што бевте дел од мојот подкаст денес и ви посакувам среќа и успех во вашата кариера. Фала многу. Фала на покана. Ние член од групата Цар Вон Тајм, Дејан Павловски. Тој е пионер на експерименталниот рок и воедно и ученик во Горната гимназија. Здраво, Дејан, и Николај, како си? прифати мојата покана. Благодарам што ме викнавте. Супер. Околу прво те представи како пионер во експерименталниот рок. Дали може нешто околу тоа да ми објасниш што значи, што представува всушност експериментален рок и што свирите општо? За мене експерименталниот рок представува земање на нови насоки во однос со како може да се носи музиката, како може да оди музиката. Всушност се представуваат некои нови идеи, нешто што можеби не е аксесибилно на поголемата публика. На прв поглед може да личи по страшно кога ќе се слушне експерименталниот рок, дека никој не знае што да очекува. И самата музика се разликува од еден експериментален рок кон друг експеримент, тоест една група од експериментален рок до друга група експериментален рок. Да. И тоа јас мислам дека е баш добро нешто, пошто секој бенд посебако мора да има некаков оригинален звук, нешто што ќе се представуваат и нешто ново што ќе представува за секој што ќе ја слуша музиката. Да се вратиме на почетокот малку. Дали може нешто да ми кажеш околу вашиот почеток, самото име, кое всушност не е многу вообичаено име, и малку да објасниш што значи самото име Цар Вон Тајм и како започнавте, на кое место, кога и која беше иницијативата за да се направи овој како некој ваш проект на експериментален рок? За самото име, повеќе луѓе ме имат прашувано што значи и што сака да кажи. И во почетокот се шегував дека всушност името ми дојде во сонот. На некои луѓе пошто многу пати го имам јас објаснувано на луѓето. Ама всушност, како што дефиницијата се има сменато со времето на самото име, ама во моменталната состојба како што е, името на некој начин ништо не значи. Тоа значи самото Можеме да забележиме дека се три различни јазици, така? Цар Вон Тајм како англиски, германски и како славјански некако? Тоа можеби беше намерно, зедов инспирација од многу класични рок бендови како што се Led Zeppelin, Van Halen, дури некои нови бендови како што се Greta Van Fleet. Всушност од тие имиња некако склопив некое наше име и тоа многу потсеќа на класичните рок бендови. Особено и тогаш кога го мислев многу бев навлетен од таквата музика. И всушност името, значи секој си прави своје значење, мислам дека така и музиката треба да биде, музиката му е важна на секој на различен начин. Да. И така мислам дека треба нашето име да представува. И ете како што кажавме прега експериментален рок, ќе биде различно од тоа што се очекува и сакаме не само
да му покажеме што да мислат, туку и да ни кажат луѓето кога ќе слушаат нашата музика тие што мислат и што му значи нив. Денес само ти од бендот присутен. Сакам да сигурно гледачи да сакат да се запознаат повеќе со членовите на бендот. И дали може да ми кажеш како изгледа вашата работна етика и кои се всушност вашите членови и какви се нивните карактери? Нема работна етика, се шегувам. Ќе кажам како почнавме. Да. Потоа мислам пошто со Виктор се знаеме веќе долго време. И се на некој начин повторно се запознавме кога свативме дека сме двајцата музичко проектна и бевме во група заедно и дојде Виктор кај мене и тогаш ние снимивме наша верзија од песна од Led Zeppelin Good Times Bad Times. И тоа го означуваше на некој начин почетокот на Цар Вон Тайм. И тоа памтам беше тоа на 25 декември 2021, не се заборава тој ден. Беше почетокот лабаво, и сега некој начин е лабаво, ние не сакаме се форсираме самите со музиката, сакаме да излези што поприродно од нас. Па и така се запознавме со членовите, со останатите членови, например Виктор се знаеше со Матеј подолго време и тој се вклучи во групата. И исто така Карло се знаевме со него од музичката проектна и на некој начин така се заокружи самиот број на членови што за групата. Јас на вокал, Виктор на гитара, Матеј на бас и Карло на тапани. И секој член е различен и тоа добро е, секој имаме различни музички влијанија. За мене на почетокот беше класичниот рок, прогресивниот рок, психеделичниот рок, за Виктор и него како експериментален рок, реге. Збораме за него многу за бендот Police. Sting. Да. Матеј, тој многу сака повеќе фанк музика и джез. И тоа се вклопва во нашата музика и дава некаков интересен звук. А Карло и тој е по инди, алтернативна музика, како што се бендовите The Cure, Pixies и така натаму. Мило ми е што повеќе членови имаат различен вкус на музика и тоа заеднички ќе се смеша, иди како некој баш експериментален рок. Нешто околу вашиот, ти рече дека се уште пробате да се забавувате, се уште не се многу сериозни. Но дали имате некои планови да правите ваши песни и да објавувате ваши албуми или првиот албум кога ќе објавите? Да. Наша цел е за ова година албум да извадиме, да снимиме албум. Тоа дури почетокот беше едно од целта кога почнавме јас и Виктор кога бевме само двајцата. И сакаме да направиме нешто што ќе се гордееме да кажеме дека е наше, да кажеме нашите мислења. И пошто фалат многу фалат бендови што прават оригинална авторска музика и мислам дека авторската музика е добар начин да се искажат луѓето, пошто преку тоа всушност кажуваш како се осеќаш, со некои мисли, некои случки или општо некаква состојба на човекот, како ше. И тоа може да му достигне луѓето и се поврзи со нив. Со промената и со почетокот на бендот и како што вие почнате веќе да настапувате на разни сцени, како и на зимската приказна што беше, дали сметате дека добивте некој раст на вниманието од женските или од други различни возрастни луѓе од публиката? Тоа е интересно прашање. Да напоменам дека зимската приказна не е само некако бенд, туку тоа беше дел од самото представување на горната гимназија. Од тоа што праша ти, мислам дека ние со тоа што свириме тоа ние што сакаме му достигаме на луѓето што тие всушност тоа што го сакат. Ние кога почнавме свиревме повеќе поп музика, отколку што е рок. И сега може да се каже дека во последно време како правиме метаморфоза кон експерименталниот рок. И мислам дека ние имаме достигнато некакво добиено внимание од луѓе кои се наша возраст и нормално тоа е нашата цел да се поврзиме со нив и да се дружиме со нив всушност.
И тие концерти да не научи не само да видиме сериозно се представиме, туку и да се забавуваме со тоа. И да има енергија кога гледаш спрема публиката и всушност публиката ти реагира тебе. Да. И од тоа се дојава некое чудно чувство. Добро чувство, ама Да. и се забавуваш Како со тоа. возбуда и трема и радост во исто време. Да, по некој време тремата ја нема, ама возбудата сепак е таму. Да. И има некои моменти каде што јас лично осетив дека ми чука срцето посилно како што пред некој мал момент. Да. И тоа е интересно, таквите моменти не се заборават. Имаше кажано претходно дека Фолтин е една група која почитуваш од македонската сцена и како група која почитуваш и вашиот проспект на вашиот бенд, што мислиш докаде може да достигне нивото на вашата музика и на вашата популарност во споредба со Фолтин? И која е твојата желба? Да каде да бидете вие? Еми на секој бендови целта му е да добијат светска доминација и посеако да пожелуваат да слушнат својата музика на радиото или на телевизија или во некој филм, да биде искористена музиката. И тоа е убаво нешто се сонува за слава, за пари. Но мислам дека треба и да се има одредено ниво на реалност, а и тоа е убаво, пошто не е секој бенд ист и посеако ние свириме и за нас како што и за публиката. И понекогаш кога има помала публика, како поголема поврзаност има спрема нив. Едно хипотетичко прашање, ти спомна дека му се воситуваш на Led Zeppelin, на Van Halen групите, на Greta Van Fleet. Што мислиш, на кое место и со која група би сакале да делите сцена како бенд? Еми да почнем од некои домашни бендови, како што спомнав прега и заборав да го одговорам прашањето во врска со Фолтин. Многу би сакале да свириме, да делиме сцена со нив. Тоа е многу убаво нешто, особено кога ќе гледаме како влијание имат тие како бенд, како група, како музичари. Во почетокот исто така многу ги слушавме Фанк Шуи и може би било убаво со нив да делиме некој ден сцена. А и има многу бендови, многу добри бендови кои сега излегуваат во последно време од Скопје, дури од Битола. Да, и од Охрид имаш мислам металски бендови. Има како што се Lufthansa, Да. Corrosion, како што се од Битола. Да. Може се рече и Хајка, како тоа може би малку контроверзно е. И интересно е дека тоа е како една заедница и сите сме пријатели таму. И би сакале да делиме сцена со нив, да се спријателиме со нив. Кој е твоето најголемо задоволство кога на пример си на сцена? Која сакаш да биде реакцијата на публиката кога ќе настапуваш? Реакцијата што ја посакувам од нив е едноставно тие да си уживат во тоа ние што го правиме, да кога ќе видам луѓето во публиката да се насмевнуваат или каде што играт на својата омилена песна, тоа и мене ми носи голема среќа. И како личности сме такви што сакаме да ги правиме другите луѓе среќни и тоа нас не прави среќа. Реков дека експерименталниот рок е сепак како нека мешавина од разни жанрови. Дали сметаш дека можеби вашиот бенд може да го смени жанрот на музиката, да го прилагоди за нека друга песна ако има нека идеја да се направи нека да речеме метал или джез или зависи? Дали сметате дека може да се прилагодите за некој жанр да го удоволите тој жанр? Мислам дека можеме да се прилагодиме такви жанрови, како што спомнав пред малку. Ние сме група каде што членовите слушаат различни видови на музика. И сегаш ако нешто најдеме интересно, нешто слушниме што ни се допаѓа нас и ние ќе сакаме да го внесеме во нашата музика, тоа природно да секој музичар да прави тоа што тие го сакат. И има многу случаи кај што бендови се вртат од едно место кон друго, всушност жанрови, кај што еден пример, може мојот омилен пример е за бендот Arctic Monkeys, кој всушност оде од арена рок и поп кон
експериментален джез албум со одеjem кон Tranquility Base Hotel and Casino. И тоа мислам дека е многу интересно и многу е охрабрувачко и да си прасушно што сака. Дека нормално неки никој да биде заклучен во собствен затвор, нешто што ќе не спречува да правиме тоа што сакаме. Рече дека си инспириран, тоест не си инспириран, ту се ова што правите со вашиот бенд е за ваша забава и воедно и преку вашата забава да ги забавувате другите луѓе. Па ако ви правеле ваши албуми во иднина или нови текстови, што мислите за што ќе би за животот, за љубовта или за нека социјални неправди или примерно само за забава, можеби, не знам. Како што минува времето, забележам дека пишуваме текстови за различни работи, за нешто што го чувствуваме во тоа време и понагаш само јас кога си пишувам текстови, сегаш ми на некој начин ми олеснува тоа што го пишам, особено кога на пример се осеќам депресивно или анксиозно, сегаш некој стих може да ми го подобри расположението и може на некој начин да ми олесни. И за самите теми, различни теми, секакви теми може да бидат. Најчесто се најдувам да пишувам јас љубовни песни, пошто тоа посекако е едно од тврдам дека тоа е едно од најпотребните човечки емоции, љубовта. Да, сепак најавтентично е ако пишеш таа која што чувствуваш, така и да напишеш песна. Да. Јас така мислам. И понагаш, и ако се пишува некои безсмислени стихови, сегаш нешто се манифестира, нешто што може подлабоко да излезе. Ако се изваиме од самиот текст, сепак може нешто подсвесно да се манифестира, нешто да се напишеме што не мислевме директно на тоа во тоа време. Каде можеме да следиме на социјални мрежи или ако настапувате следно кога или како планирате за следни концерти да ако тоа нешто да кажеш? За концерти, за албуми за соопштенија, најдобро да не следите на Instagram акаунтот. Таму сме Цар Вон Тајм, така? Цар Вон Тајм. Добре. И тоа беше интересно, и затоа го избрав тоа името, пошто многу бендови имат слични имиња, па тоа некако се истакнува. Да. особено Интересно ако- дека мене ме фасцинира зашто како три различни јазици, немам слушано така некој бенд да има три имиња, три различни јазици. Сакаме видиме да сте опфатени. Да. Ама ти го измисли така Да. од тебе. Добре. И сакаше, во почетокот дури малце се сомневаја останалите членови, многу малце чудно е името и потоа кога свиревме нашиот прв официјален концерт како бенд на Битл отворен град лани, Да. тогаш на некој начин дека тоа е старо име, веќе неколку години постои и со тоа се навративме на некој начин. И така, затоа кога го правевме Instagram акаунтот, тоа беше слободно името, дека само такво име постои, само тоа нема. Ворет, фала Дејан што гостуваше на нашата емисија на Млинското радио и јас ти посакувам тебе и на твојот бенд многу успех во иднината. А за гледачите се гледаме во следното издание. Останете со здравје, среќа и следете го радиот, се разбира. Супер. Чекај. Добро. Браво, бе, супер нешто. Одлично. Браво Дејан, браво. Многу добро збораше, браво. 18 сте. Браво, Колку добар минути? беше. 18